Почитувани, добар ден. Гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерката за образование Весна Јаневска. Министерке, во ек на летниот распуст, дел од родителите на деца со попреченост побара од вас да не им ги менувате образовните асистенти. Како со новиот правилник кој што го изготвувате, ќе се реши ова барање на родителите? Мојата порака до родителите е да бидат мирни. Министерството, кое всушност е надлежно за ресурсните центри кои ги објавуваат конкурсите за образовните асистенти, комуницира, е во контакт и врши одреден надзор, но сепак родителите треба да знаат дека прво, училиштата пријавуваат колку образовни асистенти им се потребни. За тоа треба време да се запишат децата прво, за училиштата да видат колку деца им се со посебни образовни потреби, за да можат да пријават до ресурсниот центар. Тоа е едно. Друго, образовните асистенти не се трајно вработени. Причината за тоа е затоа што потребите за образовни асистенти секоја година се менуваат. Ако се зголемуваат потребите, ние го зголемуваме бројот на образовни асистенти. Но факт е дека Комисијата за функционална проценка вели, на ова дете му треба, ова дете, еден пример. Вториот пример е, ова дете постигнало напредок и сега може самостојно да работи, што е основна цел на образованието, но и на животот, детето кој има посебни образовни потреби да биде самостојно. Па некогаш Комисијата ќе рече нема веќе потреба од образовен асистент, а родителите сакаат образовен асистент, тоа е првиот проблем со кој што ние се соочуваме. Понекогаш родителите образовните асистенти ги мешаат со личните асистенти. Тоа не е така. Личен асистент е сосема друга функција од образовен асистент. Како и да е. Минатата власт заврши со 300 асистенти помалку од оваа година. Тогаш биле ангажирани, да речеме, 1000, сега се конкретно ангажирани 1876 за основно. Сме предвиделе, без да знаеме реална бројка, ја очекуваме 150 и за средно образование и сме обезбедиле средства и за нив. Штом ќе ги добиеме комплетно бројките, ние ќе продолжиме со процедурите за обезбедување на образовни асистенти. Колку ресурсниот центар има податоци, колку деца се запишуваат во училишта, ги има унапред податоците на тоа на кое дете генерално ќе во образованието ќе му биде потребна помош или нема да му биде потребна помош. Колку и како луѓе се потребни за да се извади некој просек, за да тие бидат трајно вработени и да може да биде по едноставна работата и за родителите и за системот. Не е можно трајно вработување на образовните асистенти, затоа што бројката е променлива и потребите се променливи. И нема како во минатото да давам лажна надеж дека да, ние тоа утре ќе го решиме. Доколку во иднина се појави можност да одреден број од нив бидат трајно вработени, јас со задоволство тоа ќе го прифатам. Но променливи се бројките на ученици во различни училишта. Сега има малку отпори кај асистентите, тие сакаат да бидат како во Македонија, во другите држави тоа е различно. Луѓето се помобилни, ние сме мала држава и ние сме статични. Еден наставник кој ќе се вработи во училиштето што му е блиску до дома, тој не сака да го промени тоа училиште. Нели? Иако можеби во некое друго училиште има повеќе потреба. Отколку овде. Ако имаме паралелка со 5 деца, со еден наставник, дали е тука неопходен образовен асистент ако детето е со лесна попреченост? Не. Наставниците, значи замислата на претходните министри за тотална инклузија, со која јас не се согласувам и постојано кажувам дека не се согласувам, беше таа, дека сите деца треба да влезат во регуларните училишта и наставниците да работат со нив. Па после се сетија дека треба и образовни асистенти, па ги вклучи и образовните асистенти. А јас повторувам, во училиштата, не во сите, но ќе вработиме. Во училиштата има дефектолог, има педагог, има социјален работник, има психолог,
Сите тие се некаков образовен тим, стручна служба која е во корист на образованието, тие треба да се вклучат во овие работи. Ако во моментот нема образовен асистент, психологот ќе влезе, дефектологот ќе влезе и ќе ја сработи работата. Инаку, бидејќи ова е исклучително осетлива тема и бидејќи знам што им значи и на родителите, и на учениците, директорите на ресурсните центри не се променети. Тие се директори кои ги постави претходната власт. Исклучително многу ја цена нивната стручност и нивното искуство. И знаев дека промена на директор во ресурсен центар може да биде силен потрес. Ние сите се договоривме дека тоа не е добро и дека тие треба да си останат. Верувам дека тие имаат големо искуство и дека ќе се справуваат со поединечните проблеми. Оти тоа е нивна работа. Не може Министерството да се справува со поединечен проблем, ниту министерот кој има бескрајно многу обврски треба да се справува со поединечни проблеми. Министерот ќе се справува со поединечните проблеми кога центарот нема да може да го реши. Спомнавте дека не се согласувате со целосната инклузија. Додека бевте во опозиција, не се согласувавте и со идејата за новата концепција во основното образование. Сега од позиција на министер, што е промената во таа концепција и што дополнително планирате да смените? Точно е, не се согласував тогаш и бидејќи не се согласував, ние направивме одредени промени. Она што е различно од претходните министри, еве ќе си дозволам да речам, е што секогаш почнуваа од почеток и не обезбедуваа никаков континуитет во образованието. За да можете да направите анализа на резултатите на една концепција, вие треба да имате барем минимален континуитет. И да, во таа концепција имаше и добри работи и тие ги задржавме. Она што беше сериозен проблем беше интеграцијата на предметите. Јас сум свесна дека во други држави има интегрирани предмети, но има и обучени наставници да спроведуваат интегрирани предмети. Она што направивме, ги раздвоивме предметите. Ги вративме секој посебен предмет, си е посебен предмет, ке си има обучен, стручен наставник, кој што ќе се го предава тоа. И направивме нови учебници за тие предмети, иако лани беше многу краток рокот, успеавме да направиме материјали за децата да имаат пред себе книга. Без оглед дали се вика учебник или материјал за учење, имаат книга. Ги променивме наставните програми за 7 оделение и годинава ќе имаат нови учебници по нова програма. Ако луѓето очекуваат дека таа ќе биде драстично некако различна, не е можно, но ја прилагодивме на модерните текови. Значи, се знае што се учи по, не знам, македонски во 7 оделение. Не можеме ние да измислиме некоја иновација различна од цел свет по јазици, да речеме, нели, по мајчин јазик. Направивме промена на програмите, тоа не беше од концепцијата, но беше многу значајно, промена на програмите во први клас и по сите предмети. И оваа година ќе имаат и учебници нови, први клас гимназија. Концепцијата ја почнавме, ќе ја довршиме. Имаме време, ќе ја довршиме. Се надевам дека сега, после уписот на учениците, ќе можеме малку поинтензивно да поработиме на неа, да направиме повеќе јавни расправи, да се сретнеме со стручната фела. Колку годинаве надминат оне, ако може така да го кажем, традиционален проблем со недостиг на автори и рецензенти, па дури и недостиг на квалитетни автори и пројавување на сериозни грешки во учебниците, како што беше грешките во учебниците по географија, например. Оваа година работиме по прв пат по нов закон, во кој што законот им дозволува на издавачките куќи да конкурираат со готови учебници. Од тука авторите и првата рецензија, нели, која треба да се направи за да се поднесе еден учебник во Министерството, треба да ја направат издавачките куќи. Така како што ми информира директорот на нели, органот во состав на Министерството, веќе имаме пристигнато учебници по сите предмети и нема да имаме таков проблем, освен за неколку предмети, каде што навистина
имаме проблем со рецензенти, а тоа се турски јазик за заедниците, српски јазик за заедниците и ромски јазик за заедниците. На повикот не се пријавени рецензенти и факт е дека тука можеби недостасува стручен кадар и имајќи го ова сознание, Министерството во иднина ќе работи на создавање на таков стручен кадар. Поразителните резултати од ПИСА тестирањата, падот на петките и скрос одличните ученици при уписите годинава во Ѓорѓи Димитров, Скопската гимназија, а лани и во Орца Николов, укажуваат дека нешто е погрешно во образовниот систем. Какви системски мерки ќе преземете во новата учебна година за да барем следната се превенира? Ние минатата година превземаме одредени мерки и постојано ќе ги превземаме тие одредени мерки. Работиме на образование до едукација на наставниците, на зајакнување на нивниот интегритет. Не би сакала погрешно да ме сватат, да оддолеат на притисоците. Од јас најмала грешка наоѓам во наставниците, поголем притисок и поголем предизвик наоѓам кај родителите и целото општество. Има проблем меѓу родителите, па и меѓу одреден број на наставници, кога станува збор за упис на децата. Значи, родителите би сакале децата да им учат во квалитетно училиште, но изгледа, заради благиот критериум на оценување, можеби и не се свесни колку нивните деца знаат. Па еве тестирањето во Орци и во Ѓорги покажа дека родителите, ако децата имаат петки, имаат право да мислат дека нивните деца се најдобри во училиштето. Но самото тестирање покажа дека ние на тоа тестирање имавме од 100 поени или 120, веќе изумив деца со 45 поени. Што значи во гимназијата реално влегле ученици со вистински одличен успех, тие од 120 беше, значи со 113, со 114 се пресетувам на бројките, што се одлични, и деца со 45 поени, кои де факто не го положиле испитот, а не го положиле ни тие со 75 поени, па затоа јас го коментирав тоа. Но превземавме и системски решенија, например, во основно не дозволивме веќе поправање на оценки на наставнички совет. Зошто наставничкиот совет би требало да поправа оценка? Нема никаква логика ако наставникот спуштил 1/4. А дали ги идентификувавте клучните слабости во образовниот систем за да се покрене квалитетот на образованието наспроти инфлацијата на петки? Да. Значи, јасно, резултатите од ПИСА јасно кажуваат каде се нашите проблеми. Јас ќе почнем од најдалечните проблеми. Најдалечните се тоа што несериозно се сваќаше ПИСА тестирањето и што и меѓу наставниците и меѓу учениците не беше јасно дека ПИСА тестирањето ја представува државата. Друго, учениците, бидејќи знаеа дека тоа не е за оценка, некогаш многу лежерно се однесуваа кон ПИСА тестирањето. Трето, има грешки во преводите на ПИСА тестирањето, барем така ми кажуваат стручни лица, и дека тој превод ќе треба добро да се провери и да се направи посоодветен. Четврто, наставниците треба да знаат на што треба да обрнат внимание и ние тоа го работиме. Бирото за развој на образованието веќе работи со наставниците за да им посочи на што треба да обрнат внимание кога децата се подготвуваат за животот, не за ПИСА тестирањето. Например, дека покрај 5 елементи кои треба да ги знаат напамет, треба и да разберат што се кажува со тие 5 елементи и дека повеќе внимание треба да обрнат на анализата. Затоа реков ке има тренинзи и до обукација на наставниците. Не дека ги немало, но тие се жалат дека не им се корисни, дека се повторуваат, дека тие што ги изведуваат тренинзите не се доволно спремни. На секој чекор ние реагираме. Но гледате колку многу е и за се тоа треба време. Најавивте едносменско работење на училиштата во земјава. Од 1100 месечини училишта, само 150 имаат услови, функционираат во една смена. Имајќи предвид дека тие училишта се градени за 8-летка, а не за 9-летка, и тука настанува првиот проблем. Вториот проблем е воведувањето на
претежно целодневни од прво до трето, се губи класична настава и тука се губат училници до 16 часот. Како планирате да го решите и да го исполните ова ветување? Ова е сериозен проблем генерално во Скопје. Во општините во Скопје и тука ние ќе доградуваме и веќе денес подпишав документи за да почнат доградбите во пет училишта во скопските општини. Во внатрешноста на земјата тој проблем не е толку сериозен. Прво реков 1100 училишта, од кои веројатно голем дел ќе бидат оптимизирани. Затоа што реално нема потреба да постојат, па не се 1100. Колку училишта ќе бидат затворени со оптимизацијата? Имате направена анализа во колку училишта има многу малку деца? Не можам да ви кажам точна бројка, затоа што и тоа не е многу едноставно. Ако подрачното училиште е 30 км оддалечено од централното, тоа нема да се затвори, макар и едно дете ако има таму. Нели? Тоа е логиката и тоа едно дете има право на образование. Но ако е на 2,5 на 3 километри, секако, а таму учат 15 деца, секако тие ќе се приближат во централното. Ова е сериозен процес, 20 општини се оптимизирани веќе. Во овој момент се работи уште... Значи дека во 20 општини се затворени или е предвидено затварање? Не, значи веќе се оптимизирани, одреден број на училишта се затворени. Не ме фаќате за збор, мислам дека околу 100 училишта подрачни веќе се затворени. Никој без да го почнеме ние процесот. Нема веќе деца, стојат така зградите. Им препорачувам на градоначалниците да им најдат нова употреба, од нас нема да имаат никаков проблем. Оти не е ни за градинка, нема деца, но можат нешто друго. Не знам, може би старски дом, може би клуб некаков и така натаму. Како ќе се воведе вештачка интелигенција во образовна програма, ако децата во трето и пето оделение за работа по компјутери запишуваат во тетрадка? Скоро во секое училиште кое треба да обстојува, а не е подрачно училиште за оптимизација, има смарт табли, има прожектори, има компјутери. Нема во секој училиште комплетно опремени компјутерски училници, но веќе не е случај како порано да немаат, например, барем неколку компјутери каде што децата би можеле да работат. Воведувањето на вештачката интелигенција во училиштата не представува само предност за учениците. Таа има предност и за учениците, и за наставниот кадар, но и за целата организација на учениците, да речеме на директорот и тие што му помагаат за да го води целиот процес. Самите директори, самите училишта, тоа се стотина училишта низ земјава, побарале помош од приватна иницијатива да им се донира компјутер, наместо државата да се погрижи, по државата мисла Министерството за образование под чија капа се училиштата, да се погрижи тоа да го обезбеди државата, наместо тоа да се бара по приватни донации. Добро, го разбирам прашањето и ја разбирам одговорноста на државата. Но не треба да заборавиме дека Македонија е мала држава во развој и дека глобалните случувања драстично влијаат на економската состојба на малите држави како што е Македонија. Јас пак велам браво за тие директори кои се такви менаџери, кои можат да го искористат приватниот сектор, кои покажува општествена одговорност за да помогне на образовниот систем. Јас пак ви велам, огромни средства трошиме за да ги опремиме. И ќе ги опремуваме до последно за да образовниот процес достигне одредено ниво. Владата најави изградба на така наречена Силиконска долина, односно мултифункционален научно-технолошки парк во кампусот на УКИМ. Од друга страна, со години е заглавена изградбата на двата факултета, едниот ФЕНКИ, другиот за физичка култура. Како и кога ќе се изведе овој парк, ако знаеме дека за два факултети беа потребни повеќе од 10 години и не се доградени до крај? Двата факултети, јас ќе ви кажам сега мое лично мислење, а после ќе ви кажам мислење како министар. Според моје длабоко лично мислење, двата факултети беа намерно оставени 10 години така, затоа што беа почнати како проект на ВМРО, без да се размислува дека се во корист на студентите и професорите и знаењето. Еве, може би грешам душа, може би и немало средства, но тоа не смееше да се случи. Тие двете згради во овој мандат ќе бидат доградени. Ќе почнеме со едната, а ќе продолжиме со другата.
Но научно-технолошки парк нема никаква врска со тие две згради. Тие две згради се политика на МОН, политика на државата. Научно-технолошкиот парк е неопходна потреба на државата. Во времето на мандатот на ВМРО ДПМН, кога започна изградбата на тие згради, беше пролонгирано и логовлекувано и тоа траеше исто така долго време. 4-5 години беа пробивани рокови. Во тој контекст, капацитетите на државата да направи вистински, како што велите, мултифункционален технолошки парк, имајќи в предвид кога и претходно кубери со пари и планови во однос на изградба на објекти. Добро е што добрите идеи доаѓаат од ВМРО, ова малку нели така пристрасно. Жално е што добрите идеи во одреден период се прекинати, а требало да бидат продолжени. Државата мора да обезбеди капацитет ако сака да го подобри животот на граѓаните. Со оглед на тоа дека мултифункционалните технолошки паркови се извор на наука и иновации, а со тоа и пари, и дека цел свет го прави тоа, а ние, јас по 100 пат велам, ниту нафта имаме, ниту газ имаме, ниту диаманти имаме, ама имаме. Ви благодарам за разговорот. И јас вам ви благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.